Brik, jedno od onih čudovišta bez vratovi mi izvolka sa puta. Moram da se preoblačam, Brik. Što reče, vidi, ne može da mi slušam. Rekao ti jedno od onih čudovišta bez vratovi mi izvolka novi od puta, Brik. Moram da se preoblačam. Zašto dekada nakupeš i vikaš čudovišta bez vratovi? Zato što nema vratovi, Brik. Nema vratovi. Debelite glavčini im se nasadeni na debelite trupovi bez ništa što bi gi spojuvalo. Da, mnogo je prijetno. Da, čovek ne može da im svitka vratovice koga gi nema. Ti slušaš li kako breskać? Ne razbiram kada im stojat glasnite žici koga nema vratovi. Zamisli, Brik, brat ti znat imat 5 deca, a broj 6 ste na pat. I si ti gi dotira ovde kako neko je stado na pana Jurterajke gi da izveduvat sekakvi majmunlaci. Miliček, pokaži mu na dedo kako go praviš ova, kako go praviš ona. Da speva ona pesnička da ja čuje dedo. Da gi vidi da dotvite crčinja na obrabčinjata. Šegerče, pokaži mu na dedo kako stojiš na glavu. Ajde. I така цело време со постојани, во жем случајни забелешки на фактот дека јас и ти немаме деца, дека сме тотално неплодни, според тоа сосема безкорисни. Се разбира, сето тоа е смешно, но исто така и одвратно, зашто се знае какви се нивните намери. А какви се нивните намери, Беги? Сакаат да те шутнат од имото на таткото, од наследството сега. Сега кога... Сега кога знаеме дека татко умира од рак. Знаеме. Што? Зар знаеме дека татко умира од рак? Денеска стигна резултатот. Мене лично не ми изненада, јас не забележав симптомите уште пролетоста. Се обложувам дека ги забележали и брат и жена му. Зошто ова лето го заставија своето вообичаено летување се впирија овде со целото свое племе? И зошто во последно време се направени толку алузии на Рейнбоу Хил? Си слушнал некогаш за Рейнбоу Хил, малечко мој? Тоа е место каде што филмскиот свет се лекува од алкохол и дрога. Јас не припадам на филмскиот свет, Меги. Но си совршен кандидат за Рейнбоу Хил, малечок мој, и тие сака таму да те сместат, но само преку мене мртва. Да, преку мене мртва ќе го направа тоа. Брат ти убаво би си езел касата враце, а нам би ни доделувал милостина. Може би успел да стане и старато. Учкен син. Како ти се допаѓа ова, малечок мој? Да, ти се разбира направи се што можеше за да ги помогнеш во стварувањето на нивниот план. Престана да работиш и открила да направи своја главна професија. Синот ја скрши ноната скокајќи пред прички за 3 часот изутрина. Фантастично, Брик. Брик, стигна дури во весниците. Бившиот добро познат спортист Брик Полин, минатата ноќ на спортскиот терен на гимназијата Глорија Хил приредиле снадлец и надпревар со вкупно еден учесник, но бидејќи не беше во форма не успеа да мине ни преку првата пречка. Но ти се уште имаш една голема предност, Брик. Рече нешто, Меги. Татко е луд по тебе, душо. Брат ти и жена му не може со очите да ги види. Тоа чудовиште на плодност едноставно му е одвратно. Што се однесува до мене? Јас понекогаш му се насмејувам и тоа не поднесува. Ми се чини дека татко во себе крие некој подсвесен копнеш по мене. А врз основа на што мислиш дека татко копне по тебе, Меги? Врз основа на тоа што очите секогаш му се лизгаат по моето тело кога разговарам со него. Ме гледа во градите и си оближува својата стара муцка. Тоа што го зборуваше одвратно, Меги. Ти си вистинско пуританско магаре, Брик. Мислам дека е прекрасно што тој старец на прагот од својата смрт се уште ме голта со поглед и ми изразува заслужено внимание.
Šteta što ne biše na večerata, malečak moj. Tatko uopšto ne znao koliko guperčinja se do svega proizvedeni. Pa dobro, koliko deca imate vije? Praša na masata kako guper i me prva da gi gleda. A ti ipak za sve to vreme ne prestana da se podupljuvati, da si davat nekakvi tajni znaci. Prilegavme na kockare štukuvat budala sa pari. Ljudi, neka zabeleže bliže. Guper, zašto ti i me postojano si davate nekakvi tajni znaci? Brati Guper, sve što žive se iluzijata, da ga napravil golem čekor v обществена смисла, кога се оженил со господицата Ме од фамилијата Клин од Мемфис. Но, јас имам и за Гупер новост. Филипци никогаш нема ништо друго освен пари, а и ни ги загубија. Знаеш ли дека стариот Клин одма успеа да се спаси од затвор заради сомнителни манипулации на берзата? А што се однесува до не, кралицата на карневалот на памукот, нешто тоа не подсетува толку често, воопшто не е завидува. Да стоиш на импровизиран престол и да се возиш наоколу смејки се и да Леди Баг ни жена не ги обрима на улица. Знаеш ли дека едно старо пијанече ще излука на нея с мртвих туту со чвакање право в лице? Ја бих од прозорецот, таа погледна нагоре, се разбирам испрети нагнеш, а брик тој ја залепи пуканицата право в лице. Зашто ме гледаш така? Како така, Меги? Како што ме гледаше пред малку. Не бях свесен за својот поглед, Меги. Но јас бях свесна, на што мислеше ти? Не се сеќавам дека воопшто на нешто сум мислил, Меги. Знам, Брик. Знаеш што, Меги? Знам дека се променим. Станав тврда, свирепа. Тоа е оно што го забележуваш во последно време кај мене. Точно. Повеќе не сум чувствителна. Не можам да си дозволам да бидам чувствителна. Брик? Што, Меги? Се чувствувам осамена, Брик. Сите сме осамени, Меги. Животот со оној кога го любиш може да биде уште поосамен од животот што го поминуваш сосема сам. Ако оној кога го любиш не те люби. Дали би сакала да живееш сама, Меги? Не, никако малчук мој. Дали ти беше пријатно капењето? Да. А сега се чувствуваш посмеш? Да, посмеш, Меги. Јас знам нешто друго што уште повеќе би те освежи. Што е тоа, Меги? Масажа со колонска вода. Тој го после тренивме не ги доводи, но јас денес не тренирав. Сепак се уште добро изгледаш. Да? Да. Од секогаш мислев дека луѓето што пијат го губат својот добар изглед, но сега гледам дека тоа не е точно. Ти си единствениот пијаница за кого знам дека никогаш не се издебелил. Много тало, Меги. Па сега изкипирам лителето. Извини. Секогаш морам да гибнам во раната. Би сакала да обрдиш, Брик. Тогаш мъчеништвото на света Меги би станало малко по-подносливо. Но аз немам таква проклета с Меги. Мислам дека откако почна да пиеш, уште по-добро изгледаш. Имаш она ретка магија, магијата на поведение. Изгледаш толку спокоен, толку ладен, толку завидно ладен.
беше извонреден љубовник. Толку добар в кревет затоа што во основа беше рамнодушен спрема тоа. Све што правеше природно, неусилено, полека. Со потполна верба во себе, совршено мирно. Кога би верувала дека ти никогаш повеќе не би водел љубов со мене, би го зела најостриот нож и би си го забодила право в срце. Бри си се тоа дека би го направила. Но јас се уште се борам и решена сум да победам. А во што е победата на мачка што стои на вжештен лимен покривме ги? Да остане на него. Колку можно подолу. На што мислеше кога го фатив оној твој поглед? Дали мислеше на Скипе? Извините, молам, но молчењето не помага. Кога молчиш за нешто, тоа станува се поголемо и поголемо. Со молчењето тоа расте и станува злокопно. Дај ми ја патерицата, не ги... Потпи се на мене. Дај ми ја патерицата, ме ги... Потпи се на мене. Не сакам да се подпирам на тебе, ја сакам својата патерица, ме ги! Викаме еден надбор. Во оваа куќа и цидовите имаат уши. Ова е за прв пат после долго време да те слушам да го приемеш гласот. Играти не го цидат. Тоа е добар знак. Не ги туку нешто не доаѓа. Не доаѓа што? Она штак, што го чувствувам во главата, што ме смирува. Искам доволно чувствувам како нешто ми штракнува во главата и ме смирува меѓи. И уште не сум го почувствувал тоа. Затоа ќе ми направиш ли една услуга, меѓи? Каква услуга, малечек мој? Да не го повишуваш гласот, меѓи. Ако ти мене ми направиш услуга, престанеш да пиеш до крајот на прославата. Каква прослава? Роденденот на татко. Роденденот на татко? Браво, Меги. Ти само напиши неколку збора на картичкава. Напиши ти, Меги. А мора да биде твој ракопис, тоа е твој подарок. Јас не купив подарок, Меги. Јас му купив место тебе. Тогаш напиши ја ти картичката. Така ќе разбере дека си му го заборавил роденденот. Јас не се сетив на неговиот роден, Меги. Не можеш да го покажуваш тоа, Брик. Не сакам да го лажам. Напиши само те сака Брик. Не сакам, Меги. Можеш, Брик. Меги, јас не морам да правам ништо што не сакам. А ти ги забораваш условите под кои се собрав да го продолжиш. Јас не живеам со тебе, Брик. Ние само ги делиме истиот кафес. Има ли некој таму? Може би да влеза. Брик е влезе ме. Брик, дали ова е твое? Не, мила, тоа е мој трофеј. Го добив на еден меѓуниверзитетски надпревар. Еј па, миличка, ова е премногу опасна работа. Да може да се остава така низ куќата на доказ на нормални полнокрвни деца кои ги привлекуваат.
Нормалните пълнокръвни деца, кои ги привлекува оружие, трябва да бидат възпитани да не ги стават своите раци на работи, што не им припаѓа. Кога ти би имала свои деца, би можела да процениш колко е смешно това, што го зборуваш. Ти бидеш ли така любезна да го заклучиш ова некада и кучот стави го да не е на дохват на деца. Мила моја, никој не се обидува да направи завера што би ги уништила твоите деца. Како побреденете за какви? Не ме боли, само ме чеша, не. О, Бри, штета што не беше на вечер. Знаеш дека децата ќе кажат реците? О, Поли свиреше на клав, а бастери се обичуха на капанче, потом изгаснат специалиците и Дикси игра балет со прескалици во рацете. Татко просто сјаше од свирвејка се. Не, зашто на своите деца си им дала кучешки имиња? Кучешки имиња? Мила, Дикси, Трикси, Бастер, Сони, Поли, позвучи како 4 кучиња и еден папагал. Зашто си ти многу зајадлива, Метија? Растеш како мачка. Јас мачка, Нели? Зашто не имаш шега? Ништо не ми е помило од шега па е на место и кај духовите. И тебе многу добро ти се познат истинските имиња на нашите деца. Знаеш дека Поли се вика Роберт, дека Сони е Сандерс, дека Трикси е Марона, а Дикси... Паузата заврши! Баш ме интересираше како е вистинското име на Дикси. Меги, заедливоста не помага. Брик, ти го подготвив костумот од Рим и една од свилените кошули со монограм. Во манжетите ги ставам пред од захар. Меги, јас не могу да облекувам панталони преку кипсот. Можеш, јас ти помогнам. Јас немам намера да се облекувам. Сакаш ли прво да ја ставиш свилената рама? Да, може. Колку добро треба да трае оваа кражба? За да издржа веќе доволно долго, не можам да замолам за помилување, Брик. Ми го расипуваш пиењето. Знаеш дека во последно време твојот глас звучи како да трчаш по скали за да јавиш дека во куќава има пожар. Тоа не е ништо чудно, Брик. Јас постојано се чувствувам како мачка на жестел и мен покрив од куќа што гори. Епа тогаш скокни од него, мили мачките може да скокаат и да се дочекаат на сите 4 нозе. Да. Ајде направи го тоа, Меги. Да направам што? Најди си љубовник. За мене нема друг маж освен тебе. Дори кога ти ги затворам очите, јас те гледам само тебе, Брик. Зошто не обедеш? Зошто не се здебелиш и обедиш? Заклучи вратата, Меги. Барем за момент да бидеме сами.
ajde ne prvi put, ali sada kako. Svejedno mi je gospodina vidjela zaradi tebe. No mene ne mi je svejedno, i se čuствам neprijatno zaradi tebe. Moraš prestati da ga mačeš Brika. Ja s tobom ne možem da živim tako. I bi se soglasi da ги prihvatiš ovim uslovima. Znam Brik, da ne može. Ne može. Ostavi me, vidi! Sinko! 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 Što je, majko? Samo te ja sopam novce za tako. Zašto mi ja žena žena? Bože, kako popuća ti je traci. Brik se ušte se oblekula, majko. Nema mi je srca da vidim pitne obleke. Evo kolega Radaka. Ajde, što čekate? Majko? Bože, prekog mi s verandata. Kada je Brik? Brik? Izli si vekaš, sinko, sakam da ti ja sopštam novosta za tako. Zašto ga se obreće ovoj hustan dušo? No, gubavo ti stoješe? Убаво ми стоеше на еден од моите мали соседи крај масата, го употреби место салфета, така што... Што? Знаеш, Мејко се толку чувствителни кога се во прашање нивните деца, што би требало да... Знаеш што, Меги? Ти не сакаш деца. Јас многу сакам деца, мајко. Да? Ги сакам добро воспитаните деца. Тогаш зашто немаш свој? Да сама ти да ги воспитуваш, уместо постојано да ги критикуваш децата на Гуплер и не. Ајде излези, синко! Сакам да ти соопштам стигна резултатот од физиката Окстер, потполно негативен. Како е здрав, како дрен, има некоја мала спазмична состојба на стомакот, ја нарекуваат спастиколом. Добро ме слушаш? Те слушам, мајко. Па добро, зашто молчи? Боже, ваква вест би требало да го натера да вреска од радост. Знаеш што правих јас? Вика, плачев, паднав на колена. Дали да видиш? Тројца доктори не можеа да ме кренат. О, Боже, само да знаеш какво олеснување значеше тоа за татко. Се обиде од мене тоа да го скрие, но не успеа. За малку се заплака. Ајде излези, синко! О, Боже, сите ние ќе дојдеме во оваа соба да го прославиме роденденот на татко. Поради твојата нога се разбира. Меги, како му е ногата? Скршена е, мајко. Да? О, знам дека е скршена срце. Прашав дали го боли. Не знам, ти треба да го прашаш Брик. Добро, престани да се правиш будала. Те прашав дали тој вечер на пълнат ни спи. Само една чашка, мајко. Не е смешно, душо моја. Никој машин престануваат да пијат што ќе се оженат. А никој почнува. Брик никогаш не пиеше пред... Тоа не е фер! Фер, не фер, така е. Сакам нешто да те прашам. Дали Брик е среќен со тебе кревет? Зошто не прашате дали сум јас среќна со него кревет? Затоа што знам. Тоа зависи од двајцата, мајко. Да. Нешто не е вред меѓу вас двајцата. Син ми пие, немаш деца. Кога бракот се насокува на стени, стени се тука некаде, токму тука. Ајде, излези, синко! Тоа не е фер, мајко!
majka Megi. Погледни Брик. Погледни колко е свързано моето тело. По мене се още се въртат на улица. Нейните погледи правят дупки на моя поглед. Нема машко, нема голите са очи. Приемът на Алиса. Nezgodният марш от гостите ме следеше по скалите и се обрига да влезе насилно в туалетни соби. Па защо не го пуште, Меги? И аз имам стил пред се. Но малко трябваше да го пущам. Сакаш ли да знаеш кой беше това? Сони Бол Максвел. Сони Бол Максвел беше отличен спринтер. Да добие някаква победа на лятото, па мораше да го напуште спортът. А повеќе нема повреда, не е женет и се уште копне по мене. Тогаш не гледа причина зашто би му се затворила вратата предност, Меги. Па некој да ме фати на дело. Наистина е толку глупава, Брик. Јас не можела да те изневерам некога, што ти толку очајнички сакаш да ти го приредам тоа. Но биди сигурен дека никој освен мене и не да не ќе знае ништо за тоа, зашто немам намера да ти дадам ни најмал повод за развод поради прелюба или нешто слично. Меги, јас не би се развел со тебе поради прелюба или нешто слично. Едноставно би бил помирен кога би знаел дека ти си нашла љубовник. Извини, но не сакам ништо да рискирам. Би можела да ме напуштиш, Меги. Нема да те напуштам и не сакам. И кога би те напуштила, ти немаш ни скршена пара да платиш за тоа, освен она што го добиваш од татко, а тој се го умира од рак. Ма мајка рече дека тој не е болен. Не си е така речено. Но вечер ќе ја сообштат вистината. Утврден е малигнен рак. Знае ли татко за тоа? Зар тие некогаш знаат? Знаеш, јас го сакам така. Наистина искрено го сакам тој човек. Да, знам дека го сакаш, Меги. Брик. Ова е негов последен роден ден. Ми и Купер први дознаа за резултатот, затоа долета вама со своите чудовишта без вратови. Ако се уште нема направено тестамент и сака да му е наполна главата дека јас сум неплодна, а ти си пијаница. Жал ми е, но јас си гледам на вистината во очи. Да се грижиш за алкохоличот треба пари, а таа должност судбината ми е додели мене. Ти не можеш да се грижиш за мене, Меги. Морам. Ако ништо друго, тебе ти треба пари да купиш ново шише виски. И може би ќе бидеш задоволен со некој ефтино пиво. Брик, ти знаеш дека јас цел живот бев одвратно сиромашна. Не верувам дека не можеш, Меги. Татко ми биеше, а мојата кутра мајка мораше да го одржува угледот во општеството со своите бедни $130 месечен приход. Ти не можеш ни да замислиш колку е тоа одвратно. Кога почнав да излегувам, имав само 2 вечерни фустани. Едниот ми го направи мајка ми, а другиот ми го даде една богата мрсулава родина која што ја мрази во дното на душата. Фустанот во кој што се венчав со тебе беше на баба ми, Брик. Тоа е вистина. Да, знам кога направив грешка. Грешка направив кога ти ја кажав истината за Скипер. Никогаш не требаше да ти го признам тоа. Тоа беше фатална грешка. Меги, молчи, не зборувай за Скипер. Брик! Меги, сериозно ти ли он молчи и не зборувай за Скипер. Треба да разбереш дека Скипер и ја... Меги, ти не снекеш дека ова на вистина ти го зборувам сериозно. Те лаже фактор што ова ти го кажувам сосема смирено и тивко. Слушај, Меги, ти си играш со нешто со што човек никогаш не би требало да се игра. Овој пат ќе го завршам тоа што сакам да ти го кажам.
Јас и Скипер бевме во ист кревет. Водевме љубов, ако тоа може да се нарече љубов, затоа што тоа ни даваше впечаток дека така сме поблиску до тебе. Разбираш ли ти, кучкин сине? Легнавме в кревет за да си замислиме дека тоа си ти и јас и тој Брик, тоа е вистината. Да, не требаше да ти го кажам тоа. Скипер ми го кажа тоа, не ти ми. Јас ти го кажам. Но после Скипер. Што е важно кој? Тоа беше љубов која што никаде не водеше. Љубов за која што не можеше да се зборува отворено. Видите, те удрам со патерицава. Зар не знаеш дека да можам да убијам со ова патерица? Господи, воопшто не ми е грижа за тоа. Секој човек во животот доживува нешто големо и убаво што е вистинско. За мене тоа беше другарството со Скипер. Не љубовта со тебе, Меги, туку другарството со Скипер беше она големо и вистинско нешто. Вие двајцата имавте нешто што можеше да се сочува само во мраза да не се распи. А смртта беше единствениот лагон. Меги, јас се оженив со тебе, зошто би се женал јас со тебе? Јас знам. Верувам и знам дека Скипер беше тој кој што гаеше макар и подсвесна желба за нешто што не беше совршено чисто во вашиот однос. Меѓу вас нешто не беше во ред. Меѓу вас бев јас. Затоа му реков, Скипер, или престани да го сакаш мажот ми, или речи му да ти дозволи да му ја признаеш својата љубов, едно или друго. Тој му удри силно преку уста, се сврте и замина. Кога влегов тоа утро во неговата соба, тој го направи оној беден и неуспешен обид да докаже дека тоа што му го реков не е точно. Од тој ден Скипер почна. Кој му би Скипер? Јас, Брик, јас со својата милостива стрела! Промаши, жал ми е. Јас не се обидувам да ја оправдам својата постапка. Брик, јас не сум добра, но честна сум. Признај ми го барем тоа, Брик. Сакаш ли те молам? Брик, Скипер е мртв. Јас сум жива. Меги мачката е жива. Брик, јас сум жива. Мачка! Мајка ти би требало да те научи да тропаш наврата пред да влезеш в соба. Инаку може да се помисли дека си невоспитан. А што прави чичко Брик на подот? Sad ide da ubijam strinat i Meginu, ne uspjeh i padnat. Hajde udi podavljaj patericata da možem da stanem. Благодарам, Бриксин. Престани! Престани со тоа! Ти си љубовна затоа што не можеш да имаш деца. Тоа е проблем што допрва треба да го реши, малече.
Брик, добро вечер, татко, честитам. Ветерна магла. На църквата Свети Спас и се подарили 3 ножа. Последният е го обоен знак. Чини $2,500, а го представува доктор Спасски Исус со някакъв. А кой го подарува той прозорец, оче? Вдовицата на твоите вечер. Та и подари на църквата и кръстилница от камък. На вашата църква некой би трябвало да ни подари систем за ладене. Да. Знаете ли, що им подари на църквата в Бостон семейството на Густав Хан, когато им почини? Цела парокийска кутя от камък со игранище за кошарка. Какви са тия разговори за споменици, оче? Мислите дека некој оде ќе кине концерт, ali? Докторе, знаете дека примија вакцини против се? Не. О, да, тифус, тетанус, дифтерија, детска парализа, хепатитис, од мај до септември, секој месец. Не ли туперкојци вакцини ги примија децата? Не знам, Мила, ти знаеш. Да, Припушти музика да ја почнеме прославата. Ние им го подарихме за никната пригодишна. Изгаснете го тој профет дјавол! Каде е мојот малечок? Каде е мојот син? Се извинувам, включете го повторно. Што држиш само раката, сине? Твоята рака е создадена да држи нешто многу по-убаво. Ајде, остави играш. Остави ја чашата, Брик. Боже, непослушно момче. Ајде, бахни ја веднаш, мајка. Те срамува. Брик никогаш не сакал да го бахнува. Тоа е веројатно затоа што секогаш бил премногу љубен. Ау, Боже! Зошто јас седнав овде? А требаше да седнам таму до мојот љубен, да се држиме за рака. Пасторе, подајте ми рака да станам. Да, мајко, но без трикови. Боже, пасторе, па какви трикови, бе, молам! Дали сте видели некогаш пастор во скут на една лет? И да престани со тие глупости. Стара си за такви лудорија, освен тоа со твојот притисок може да те удри и баба. Кој дјавол ти е сега? Пресреќна е, татко. Да. Пресреќна сум, плачам од радост. О, Боже! Брик, знаеш ли за веста што стигна од клиниката Обснер, татко е здрав како дрен? Нели, докторе? Зар тоа не е прекрасно? Да. Што? Го положи испитот со одлично. Секако да знаеме дека на татко му е ништо, морам да ви признам, се разболев од грижа плашење. Брик, мил мој, зарем нема да му го дадеш на татко подарокот? Брик! Боже, ова е најубавиот родител што ми купува до сега. Ова е Брик. Повели, татко? А што има внатре, Бри?
се обложувам дека и Брик не знае што има внатре. Убавината на подарокот е во тоа да не се знае што има во него, додека не се отвори. Отвори го, татко. Отвори го ти. Јас сакам да го прашам нешто Брик. Брик, дојди вамо. Брик те вика татко. Кажи му на татко дека не можем да се движаме и... Гледам дека не можеш да се движиш. Сакам да знам како си ја повредил ногата. Домаш на напредка од Смила. Брик! Ти си изгледа изненадено, Мики. Никогаш досега не сум видела такво нешто, погледни татко. Не разбирам, како можеш да бидеш изненадена кога сама го купи минатата сабота? Дали те интересира од каде знам? Не. Знам затоа што истата продавачка ме послужи и мене и рече: "О, господјо Полит, вашата јагнима туку што купи наметка од Смила за вашиот свекор." Јас реков мир. Мила моја, ти залудно го губиш времето како домакинка и мајка, па ти би требало да работиш во ЦИА. Престанете! Ме интересира дали наукиска комарците ќе касаат. Ако те изедат, ќе ги сронувам твоите прска и ќе ги расправам како вештачко ѓубре. Не треба! Минатата не е била прска од авион. Брик, велат дека минатата ног си скокал преку препреките на спортскиот терен во гимназијата. Брик, татко нешто те прашува, сине? Не те слушам, татко. Велат дека си скокал на спортскиот терен во гимназијата, точно ли е тоа? Да, и мене така ми рекла. Па што правеше таму во 3 часот наутро по ѓаволите, скокаше преку препреките или врз некоја жена? Татко! Понеси повеќе болен? Мол! Нема да ти дозволам да зборуваш вакви работи пред пречестни. Мол! Пречесен. Не молам да излезе. Те прашав Брик дали синот ја преврте некоја жена, така ли е? Не, господине, не е така. А доктор Епо, не може ли ние да излеземе малко на верандата, да се пречист воздух? Па што правеше таму во 3 часот по ѓаволите наутро? Скокаше преку препреките или врз некоја жена? Трчав и скокав преку препреки, татко. Но тие високи препреки се сега премногу високи за мене. Затоа што си бил пијан. Трезен не би скокал ни преку ниските, татко. Изгаси ги свеките. Сакам да го наздравам татко Полит, на најголемиот одгледувач на памук во Западен Тенеси. Престанете со тие глупости. Нема да ти дозволам да зборуваш вака дури и на твојот роден ден. Ќе зборувам како што сакам на својот роден ден, како и на секој друг проклет ден во годината, а некому тоа ако не му се допаѓа, знае што да направи. Ја знам дека ти не мислиш така. Ти не знаеш ништо и никогаш не си знаела. Не го мислиш тоа сериозно? Да, мислам сериозно. Јас овде трпев секакви работи затоа што мислев дека ќе умрам, а и ти мислеше дека ќе умрам и почна полека да превземаш се во своји раце. Зар не е така, Идо? Зар не мислеше дека ќе умрам и дека треба се да превземеш во своји раце? Јас добив таков печат од твојот пискав глас на секаде, твоите стари месишта на секаде. Господи Боже, никогаш порано не си зборувал вака. Што Минав. се случува со тебе? Минав ми сите лабораториски испитувања за да дознаам кој е овде господар, затоа што во последно време почна да презема се во своји раце. Господареше, го шеташе газот по имотот што го создадов јас, а јас го создадов овој имот. Го напуштив училиштето на 10 години и почнав да работам в поле како црнец. Джек Строу и Питер Окело ме примија на работа, ми дадоа да управувам со нивниот имот што прерасна во овој денешниот. И ти сега мислиш дека треба да превземеш се во своји раце. Јас ти велам, нема. Нема да земеш ама баш ништо. Јасно ли ти е, Индо? Мислам дали потполно се разбираме. Јас сум испитан во лабораторијата и со мене е во ред, а да освен оној спасти колон.
што се појавило гнасење на сето проклето лицемерие што го поминав заедно со тебе во овој наш заеднички живот. А сега е Дудо, набој ги добро обравчињата, дувни и изгасни ги проклетиве свети. Сега ова време ти не поверува оти те сакам. А јас те сакав толку многу, што ја сакав и твојата образа и твојата крутост. Смешно ако е вистина. Брик! Ей, Брик! Да, татко. Не те викав тебе, не ги го викам Брик. Јас само ви го доведов, татко. Брик? Зошто го направи тоа? Што татко? Па го избрише нејзиниот баклеш од устата како да те плукнала, а не бакнала. Не знам, не го направив тоа свесно, татко. Знаеш, твојата жена е поубава од Буперовата, па сепак двете имаат нешто заедничко. Да, изгледаат нервозни како мачки на вжештен лимен покрив. Точно како две мачки на вжештен лимен покрив. Чудно како ти и Купер толку различни одбравте ист тип на жени. Се прашувам зашто се такви. Седат сред голем иво, татко. 28.000 акри е убаво парче земја и секој гледа да зграбчи што поголем дел кога ти ќе го спуштиш од раце. Па нема јас уште добро да го испуштам од раце ако е тоа она што го чекаат. Така е, татко, ти само држи се и пушти ги, нека си ги вадат очите. Биди сигурен дека ќе ги пуштам да си ги вадат очите. Да. Само што Буперовата жена е плодна кучка, мора да се признае. Ќе има веќе 5 и 600 е на пат. Да, 600 е на пат. Има некој за братето? Да? Кој? Некој што го интересира нашиот разговор. Гупер! Гупер! Татко! Ти да не го викаше Купер случајно? Тоа си била ти. А да не ти треба Купер? Не! А не ми требаш и ти. Ми треба малку мир и спокојство, додека доверливо разговарам со својот син Брик. Овде е премногу жешко човек да ги затвори сите врати, но ако треба кажете, јас и тоа ќе го направам. Мразам шпионирање и прислушкување. Јас? Да, ти само шпионираш и тоа добро го знаеш. Татко, ти си толку нељубезен кон оние што на вистина те сакам. Замолкни! Јас тебе и Гупера ќе виселам од соседната соба. Не е ваша грижа што се случува ноќе помеѓу Брик и Меги. Да, вие прислушкувате и потоа кажувате на старата таа доаѓа кај мене ми вели го велат ова и ова, Исусе ми се смачува тоа, марш на двор! Прислушкуваат, нели? Да, прислушкуваат. Велат дека не сакаш да спиеш со својата жена. Слушај, Брик, ако Меги не ти се допаѓа од качија. Што правиш? Ја преполнувам чашата. Па сигурно ти си станал алкохоличар. Да, знам, господине. Затоа ли ја напушти службата на спортски коментатор? Да, господине, веројатно. Синко, тоа не е работа за нагаѓање, премногу е сериозна. Да, господине. Слушај, синко, животот е важна работа. Човек што пие го уништува својот живот. Не го прави ти тоа. Држи се здраво за својот живот. Ја да дојде седни овде поблиску да не мора да викаме во оваа куќа и цидовите имаат уши. Добро. Зошто ја напушти службата на спортски коментатор? Некој разочарување, а?
Аз не знам, а ти... Подявайте, аз тебе те прашувам, откаде би знаел јас ако не знаеш ти. Добро, ватко се обидов на работа, видов дека не оби заоставував за да настанете на терена каде запад. А повлекот многу чакме за шенети. Само не знам зашто е толку тешко да се зборува. Колко е пријатен и свидувачки увезли. Сакам да го слушам цела ноќ. Го купивме овој часовник со старата кога бевме во Европа. Каде додевме старата само купуваше и сега половина од тие работи скапува извар. А проедноска сето тоа беше под вода и сега му гласува. Само среќа е што јас сум многу богат човек, Брик, многу богат. Ајде пробуди го мутежам. 10 милиони во кеш и 28.000 акри најплодна земја. Да, синко мој. Само човек со тоа не може да го купи своето здравје и својот живот што го потроши луѓе. Тоа е единствена работа што не може да се купи на ниједен пазар на светот. Ете таа мисла постојано ми се врти во главата. И нешто вечерова како си станал многу разговорлив. Па, до сега научев, просто седев и бреев пред себе, нешто тешко ми имаше притиснато душата, но до вечерва таа тежина јас нема. И защото синко мисля да повторно отворено. Да, синко мој. Знаеш што сакам јас најмногу да слушам таму? Што? Тишина. Совршена непрекината тишина. Ќе имаш гроб, може. Заврши ли разговорот? А зашто тебе толку ти се сака да ја затворам устата? Знаеш, Натко, ти многу често велиш, Брик, сакам да разговарам со тебе. А кога ќе почнеме, никогаш не стигнуваме до ништо. Ти напразно зборуваш за ова или за она, а јас се правам да те слушам, но не те слушам. Не многу. Воопшто тешко се воспоставува врска меѓу луѓето. И некако меѓу мене и тебе нема... А дали некогаш си бил уплашен? Мислам, дали некогаш си почувствувал ужасен страф од нешто? Само еден момент. Синко, јас мислев дека го имам. А имаш тоа? Рак. Да, мислев дека смртта ја ставила раката на моето рамо. Тогаш ти многу добро си стегал забите, татко. Да, прасето кричи, а човек ги држи забите стегнати и устата затворена. Макар што човек ја нема предноста што го има што има прасето. Каква предност? Незнаењето за смртноста представува благодет. Човекот не знае за таа благодет. Тоа е единствено живо суштество кое што е свесно за смртта, кое што знае што значи тоа, па сепак прасето кричи, а човек ги држи забите стегнати и устата затворена. Се прашувам, дали би му штетел еден виски на мојава спазмичка состојба? Напротив, може да не да му годи. Дали? Да, синко мој, небото е повторно отворено. Подобро ти сега, татко. Поњаволите подобро, сега можам слободно да дишам. Значи се живот бев како стисната дупаница. Утри, сакни, туркари, ама сега има да ги отворам овие стиснати раци и со нив да допирам нежно ниво. Знаеш ли што мислам да направам? Не знам што. Да уживам со жени. Да, синко мој, јас се уште имам потреба од жени. Тоа е навистина прекрасно, татко. Ова беше однатре. Да, до сега тоа не го правев од разни предразсуди,
Ветерна магла, се некој ветерна магла, да си помолјава сегура да се пуштам и да се изнаруживам. Се науживаш, а? Да, со старата спието пред 5 години, а никогаш не ми се допаѓа. Добро, вие не слушате дека звони телефонот? Па јас го слушам бури на верандата. Покрај 5 собини с кои можеше да поминеш тие обратот мола. Зошто? Ете, само што ќе излезе, јас повеќе не се сеќавам како изгледа таа жена. А каде ти? На свеж воздух. А не, синко мој, се уште не сме го завршиле нашиот разговор. Добро, мисле дека е завршен. Се уште и не почнал. Добро, тогаш прости се, ако съм малко да вземам ветер. А тогаш включи го вентилаторот и седи. Марш надвор! Марш надвор! Ете таа не може да свати дека ми оди на нерви. А тоа е затоа што јас со неа поминав многу време в кревет. Да, синко мој, да. Не се никогаш не беше доволно. А јас кога ми бев добар в кревет, само не требаше толку многу да се трошам на неа. Знаеш, секој човек има одредена количина, па мене не ми преостана уште многу и јас многу добро ќе внимавам на кого ќе го потрошам остатокот. Знаеш ли што мислам да направам? Да најдам за себе си нешто помладо. Да, синко мој, ќе ја закопам во крзна и во дијаманти и нема да водам сметка колку тоа ќе ме чини. Да и ќе учивам од утро до вечер. Боѓе молите повторно оние двајцата. Навнете се, петници! А каде ти? Место не те фаќа како да имаш црви во газот. Да, господине, имам. А зашто? Нешто не доаѓа. Што тоа? Она штракање што го чувствувам во главата, што ме свирува. Кога ќе испијам доволно, чувствувам како нешто ми штракнува во главата и ми свирува, татко. Тоа е механичка работа, нешто како... Како? Како прекинувач што ја гасне во мене за жарената светлина и одеднаш настапува студената ноќ и потоа спокојство, татко. Да. Чекајќи ја смртта, јас сосема сум заслепел. Воопшто не сум видел дека мојот роден син пред моите очи станува алкохоличен. Сега знаеш, татко. Да, сега знам. Прости, но... Нема да простам. Татко, подобро е да останам сам додека не го слушам тоа штракање. Ана вистина е механичка работа, но не доаѓа ако не сум сам или ако разговарам со некого. Сега разговараш со мене. Поточно јас разговарам со тебе, затоа седи додека не ти се каже дека разговорот е завршен. Татко, овој разговор е како сите други, никаде не води. Нека не води! Но ти само седи и не станувај. Татко, јас можам да скокам на една нога, ако паднам можам и да лазам. Многу добро. Ако не внимаваш, можеш да излазиш надвор од плантажата, па тогаш ќе пиеш се што по разните крчми. И тоа ќе дојде. Нема да дојде. Ти си мој син. Сега кога се враќам јас ќе те вратам и тебе, така да знаеш. Нели? Да. Седи тука, синко мој, додека не ти се каже дека разговорот е завршен. Не можам. Можеш? Не можам. Ти зборуваме, ти зборуваш секогаш во круг. Велиш дека сакаш да разговараш со мене, немаш ама баш ништо да ми кажеш. Па заре ми е ништо кога ти велам дека ќе живеам, ама мисле дека умирам. Добро ми го кажа, тоа веќе идеш сега ја Ти сега само седи тука. Тебе не ти е добро. Добро ми е. Не ти е. Добро ми е. Немој ти да ми кажуваш дали ми е добро или не, пијано дете ще седи тука, ќе ти ја скршам раката. Татко! Прави како што ти велам сега јас, пак сум овде господар. Сега јас пак командувам. Марш надвор! Надвор! Исусе! Што Исусе? Што Исусе подјавалите и тој? Татко, подај ми ја патерицата. Не, прво кажи ми со што пиеш. Подај ми ја патерицата да можам да станам. Кажи ми со што пиеш. Дај ми ја патерицата, ме боли главата. Многу добро. Баш ме радува што не си отупел толку многу од пиење и можеш барем болка да почувствуваш. Кој стрима од пиелок? Ајде да се спогодиме. Ти кажи ми со што пиеш, а јас ќе ти пирам виски од своја рака, ќе ти дадам друга чаша.
дай ми пијалок. Не, право кажи ми зашто пиеш. Дай ми пијалок. Зашто пиеш? Добро, ќе ти кажам, ќе се обидам со еден збор. Каков? Гнасење. А сега дай ми пијалок. А од што се гнасиш? Да се гнасиш туку така е безсмислено. Ќе ти кажам, ќе се обидам, те молам, дай ми пијалок. Ќе ти кажам, ќе се обидам, татко, дай ми пијалок, те молам. Дали си слушал некогаш за зборот лицемерие, татко? Да. Тоа е еден од оние зборови што политичарите си ги фрлаат еден на друг лице. Дали знаеш што значи? Па зарем не значи лажење, лажговци? Да, лажење, лажговци. А дали тебе некој те излагал, Брик? Еца те викаат, сака да те видам. Марш надвор, Гупер! Свирете. Ако те лажи и зошто, Брик? Дали Меги, дали Маргарет нешто те излагала? Не, тоа не ми би било важно. Па тогаш кој те лаже и зошто? А зашто ја триеш главата, те боли? А не се обидувам. Да се обидуваш, да се концентрираш, ама не можеш, затоа што мозокот ти е отупен од пиењето, тоа е работата. Што знаеш ти за лицемерието? Јас би можел книга да напишам за тоа. Сети се само на сите лаги што морам да ги трпам од животот. Да се преправам. Да се преправам дека ја сакам старата. А не сум дотрпел ниту мирисот, ни изгледот на таа жена сива овие години. Да се преправам дека го сакам овој Гучкин син Гупер и неговата жена не. И оние пет врескала, што врескат како пет папагали в джунгла. Црква, досадно ми е до немајкаде, но јас сепак одам и го слушам овој глуп проповедник. Зарем тоа не е лицемерие? А тебе те сакам. И самиот не знам зошто, но кон тебе секојаш сум имал чувство на љубов. Да, синко мој, ти и успешното одгледување на памук беа единствените работи што сум ги сакал во животот. Ете во тоа е работата. Јас сум живеел во лицемерие. Зошто не би живеел и ти? Нема друг начин да се живее освен со лицемерие. Има нешто друго за што може да се живее. А што тоа? Ова. Па тоа не е живот, синко, тоа е бегање. Јас сакам да избегам од мене од татко. Па тогаш зошто не се убиеш? Слушај, синко, сакам да ти кажам и ова. Додека верував дека ќе умрам, мислев на тебе. Дали да ти го оставам имотот или не, и не можев да се решам. Не разбирам, татко. Бога ми, ако не разбираш, тогаш си попаметен од толку што мислев. Затоа што јас не разбирам. А сакам и ова да ти го кажам.
До ден денес все още не съм го съставил тестаментот. Ајде сега јас гледам дека и не морам. Ќе почекам да видам дали ќе се поправиш или не. Така е, татко. Прекине секоја зборуваме со заобиколување. Ниједен од нас не бил доволно искрен еден према другиот. Јас никогаш не сум те лажал, татко. А јас тебе? Не. Па тоа значи дека има барем двајца во оваа куќа што не се лажеле. А дали пиењето е единствениот начин што го убива тоа гнасење? Сега да. Но не побаш. Не додека верував. Веруваш во што? Верував. Веруваш во што? Верував. Па не знам што подразбираш по тоа верувам, а мислам дека и самиот не знаеш. Ти се извлекуваш, синко, да аз верувам, не верувам, знаеш ти почна да пиеш кога умре твојот пријател Скипер. Што сакаш за тоа да кажеш? Не, јас не сакам ништо да кажам, туку Гупер и ме велат дека нешто не било во ред со твоето пријателство со Скипер. Да, не било сосема во ред твоето другарување со Скипер. А значи тие го вела тоа, мислев дека тоа го зборува само Меги, кажи ми, кој друг мисли така? Ти? И ти мислиш исто така, нели? Полека си. Ме нарекуваш свој син, а мислиш дека сум настран. Може би затоа мене и Меги не стави во оваа соба на топлите браќа Джек Строу и Петер Окело, Исусе, татко! Полека, синко, не фрлај со дрвје и камења. Што барате, оче? Тоалет за маш. Појдете на крајот од верандата и ако не најдете, прашајте, ќе ви кажам. Видов се што можеше да се види и разбрах многу работи. Спиев по железничките станици, по товарните вагони и по збиралиштата за питачи. Од преголемо скитање ми излегаа палците низ чевлите. Скокнав на половина милја одовде. Джек Строу и Питер Окело ме примија на работа, ми дадоа да управувам со нивниот имот кој израсна во овој денешниот. Кога умре стариот Джек Строу, Питер Окело престана да јаде како што пес престанува да јаде кога ќе му умре Господот и умре и тој исто така. Господи Боже. Затоа ти велам дека ги разбирам таките. Скипер е мртов, татко, а јас не престана да јадам. Да, но почна да пиеш. Значи ти веруваш во тоа и ти така мислиш? Ти мислиш дека Скипер и јас сме правеле гнасни работи? Тоа мислиш ти за мене, да Скипер ти дека јас сакам кој? Ајде, подај ми ја раката. Јас сакам твојата рака. Но јас ја сакам твојата. Ти ме запрепастуваш. Зборуваш така за такви работи. Добро. Кажи ми зашто да не може едно искрено и вистинско другарство да се почитува како нешто ново, нормално, а при тоа да не се помислува дека се работи за нешто неприродно. Ама може и се почитува по ѓаволите. Јас им реков на Гупер и на Меј. Нека одат по ѓаволите и Гупер и Меј, сите гнасни лаги и лажбовци. Јас и Скипер бевме вистински другари, татко. И само другари! Се додека на Меги не и падна на памет дека тоа не е нормално. Нормално не е премногу беше ретко за да биде нормално. Што? Може би тој ќе ставеше раката на моето рамо. Или јас на неговото. Или на турнеја кога спиевме во истата соба си ги подававме рацете посакувајќи си еден на друг добра ноќ, татко, тоа беше се. А зашто Скипер се фали во пропаст? Зашто го правиш тоа и ти? Најпосле ќе го имаме овој искрен разговор, сега е премногу късно, човек да го сабре. Меги смета дека Скипер и јас отидовме во професионалци само за да бидеме што повеќе заедно. Но ние сакавме само да играме заедно, татко. И да си ги дофрламе оние наши прочуени високи басови, оној наш напад од воздух што ме прослави. И цела една сезона игравме висока игра во воздух. Тоа лето Меги ме притисна додзит, рече сега или никогаш и мораме да се венчаме. Каква беше Меги в кревет? Сјајна. Подобро не можеше да биде. Таа есен отиде на турнеја со Дикси Старс. Меги мачка.
Јас се добив она повреда и лежи во болнички од кревет. Ги гледав надпреварите преку телевизија. Ја гледав мене накнапа до Скипер, кога ќе беше истеранува заради груба игра. Гледав како му ја држи раката. Ме мутеше начинот на кој му ја држеше раката. Знаеш, мислам дека Меги секогаш се чувствуваше запоставена, зашто тај јас се зближивме само толку колку што беше потребно за да легнеме в кревет. И така искористи таа прилика да му всади глава гнастата лажна идеја на Скипер дека тој јас сме всушност ист случај како Джек Строу и Питер Окело. И го убавио Скипер, за да докаже дека тоа не е точно, легнал со онај зад кревет. Кога не ми успеало, поверувал, се скрши, како бил стар, почна да пие и најбрзо умре, тоа беше се задоволен и си си кава. А дали си ти задоволен? Зашто? Па со твојата приказна за мали деца. За татко, што има тука за деца, кажи ми? Нешто од неја е изоставено. Да, го изоставив меѓуградскиот телефонски разговор со Скипер кој во пијана состојба ми призна се. А јас сама спуштив слушалката. Тоа беше последниот наш разговор. Да, ти само ја спушти слушалката. Да, ја спуштив слушалката, Исусе, што има тука. Најпосле откривме лагата заради која пиеш. Брик, тоа бегање од лицемерието е бегање од самиот себе си. Ти си му го ископал гробот на твојот пријател само за да не се соочи со вистината за вас. Со неговата вистина, татко, не со мојата. Поред со неговата вистина, но ти не сакаш да ти погледнеш во очи заедно со него. А кој може да ја гледа на вистината во очи? Ти можеш, немој сега да ми се извлекуваш. А што мислиш ти за честитките за овие многу мавижани за долг живот, кога сите освен тебе знаат дека нема да биде долг, татко? Ајде да излезем од овде. Не. Сега никој од овде нема да излези. Зашто почна ти да зборуваш? Не знам, не се сеќавам повеќе. Многу убави желби за долг живот, кога сите знаат дека нема да биде култов. Тоа го рече, нели? Остави го сега тоа. Не, заврши си ја реченицата, многу убави желби за долг живот, кога сите знаат дека нема да биде долг. Добро, татко, оставим го имотот на Купер и на мене, на нивните 5 манини. А кој вели дека ќе го оставам имотот на Купер или на мене, или на било кој друг? Денеска е мојот роден ден. Јас ќе поживеам уште 15-20 години. Јас ќе те надживеам и тебе. Ќе те закопам и ќе платам за твојот погреб, така да знаеш. Така е, татко, Господ нека те поживее што подолго. Брик, дали лажеле за оле извеште од клиниката да не нашле нешто, рак да не нашле? Нема друг начин на кој може да се живее освен со лицемерие. Пиењето еден излез, татко, а смртта другиот. Прости ми, татко, мозоков не ми работи повеќе. Знаеш, да се биде близок со некој, значи да си ја кажеш еден на друг вистината очи во очи, татко. Ти ми рече мене. Јас ти реков тебе. Исусе, проклети да се сите лажговци и лицемери на светот. Сите лажговци и лицемери проклети да се! Проклети! Проклети да бидете лажговци и лицемери!
Ovdje sestra se navistina prekrasno. No, žal, ja moram dodati. O, pa nemojte draga pastore, tukirve molam. Pa nije ve smetali za čovjek na familija da bije, jednostavno mora da prisutljuvate na čin od koga doktorski ja saopštinski neka na majka. Ajde. Hajde da gledaj me. Ajde, neka se ćemo reći, brzo. Brik, tatko si otide? Si otide me. Brzo otide u neki. Ajde, vidi. Brik, zašto tatko vikaš decembri? Ne možem da ga lažem, tatko Miki. Nikogo ne sumražam u život od Megi, osim samo od sebe si. Su se lažem samo sami od sebe si, Megi. Mene trebala bristrata tvoje lepo kio, Megi. Preko mene mrtva, kada si ti? Na sve vozduk mi treba vozduk, Megi. Brik, sad kada je saopšta Kristinata na majka. Ti vidiš kod... Megi! Jaz ne možem da prisustvovam na toj čini. A dobro, kada je majka tuđa volite? Nam guberti, ne, ajde. Saka da uzmem ovaj razgovor. Meni mi se čini da ga prečustva nešto. Reci! Pastor, idete kako bada? Povedete, gospodine. Odi najpija majka i kaži дека докторот и пасторот сакаат да си одат. Да, господине. I lesi, ima majka neko je da. Да, господине. Мајко! Ова ќе биде тежок удар за мене, а? Ej, pa doktore, znajte, udarite, ne može od sebe reći da niste. Да, ја што се береше. Da, a povedete doktore, sedite da Da. Ева, мајка! Добро, каде си, мамо? Ефесом, zašto толку си га варате? Што се случи? Рекол дека мораме да разговараме, мамо. Може, видов светло во стомата на татко, сакам да му однесам чаша млеко. Тој ми ја тресна вратата пред носот. Кога двајците поминат толку години во брак заедно, почнуваат да се нервираат. Тоа е приволема Инго. Каде е Брик? Излезе да земе малку воздух, мајко. Доведи ми го Брик. Мајко, Доведи го братчето да почнеме еднаш да разговараме. Брик, мајка! Брик! Мајко! Добро, што прева таму неки? Изгледа како да се расправаат нешто. Зошто сите така ме гледат? Ако перетворија малку вратата да влезе чист воздух, овде е многу задушливо. А не мислам дека треба да биде затворено. Лошо ми е. Мајко, татко не треба да чуе ни збор од овој разговор. Каков разговор? Во куќата на татко Полип нема да биде кажано ништо што тој не би смел да го чуе ако сака. Ако треба да се го! Ова момче е готово. Едноставно пропада. Знаете, во моје време за пијаниците имаше еден лек што се викаше Келиева медицина. Мислам, принудна изолација. Докторе Вемолом. Да, знам. Сега има и инекции кои се даваат исклучиво само во болнички услови. Точно така, да. Брик не е болен да оди во болница. Детето е нерасположено поради Скиперовата смрт. Вие многу добро знаете како умре Скипер. Да. Преголема доза на некакви инекции. При толку алкохол. Тоа беше премногу за неговото срце. Злато мое. Ајде, Гупер. Што? Гупер знаеш што. Ајде, земи Гупер. Не, благодарам, не. Срцето ме боли кога те гледам, што кажеш? Жал ми, мајко. Сака уште некој. Брик, седи со мајка и држи ја за рака додека разговараме.
Седи ти, Меги. Јас морам да се подпирам на Бабојцева. Dobro, što je? Prašam, što se slučilo? Zašto si te така me gledate? Zašto treba da sedam i neko treba da me drži za rade? Majko, te moram, smiri se i sedne si malo. Aj, smiri se ti, ľudia volite, a ne nas. Kako možem da se smirim koga si te zjapate vo mene? Što znači se nova? Što se slučilo? Što? Докторе Бо, седиме. Мајка сака да ја знае вистината за резултатот што го примивме денес од клиниката Обснер. Да. Повелете, да. Резултатот? Но, мајко, повелете седи. Видите, мајко, од целата своја пракса не сум видел посолидно испитување од она што го направија за татко Поли во клиниката Обснер. Една од најдобрите клиники во земјава. Da, ne dobrata. Видите, мајко, тие уште во почетокот беа 99% сигурни во тоа. Да. Сигурни, во што сигурни? Во што? Мајко, овој пат, тие од секоја парче од тој тумор. Tumor? Рековте дека татко има мала спазмична состојба на стомак. Мајко ти е секогаш така, Е, велат? да молам душичко, остави го да зборува докторот. Видите, мајко, така му рековме на татко Поли. Но за жал, лабораторискиот навод се покажа позитивен. Малигнен тумор. Да. Моравме да ти кажеме, мамо. Зошто сосема не го отстранија? Па тоа е невозможно, мајко, има запатено многу органи. А попрашање се во брезите и джигерот помина роговото Да, за хируршки запад Да. помина Операцијата операцијата тука не помага. И зато тој пожолте во последно време. Доста! Каде е Брика? Каде е мојот единствен син? Дали да рече единствен си? Што сум тогаш јас? Трезвен, одговорен човек на 5 убави деца. 6! Доведете ми го Брик, сакам тој да ми каже. Мама, дозволи ми ја. Бекај, ти не си моја прв. Слушај, мамо, јас сум твој син и треба да ме разбереш. Да, Слушај, мамо. Гупер е твоето прво дете, мајко. Гупер никогаш не го сакаше татко. Тоа не е вистина. Па, мислам дека е време да си одам. До гледање и Господ да ве благослови сите во оваа куќа. Видите, мајко, ние ќе се потрудиме на татко Поли да му олесни. Мајко, Гупер и јас мислиме дека ќе биде Само че добро. ти се моламе да замолчиш, душичке. Мамо, јас навистина мислам дека на татко треба да се почне да му се дава морфин. Никој на татко нема да му дава морфиум. Видите, мајко, кога тие страшни болки ќе почнат, за да може да ги поднесе, навистина ќе му бидат потребни инекции. Никој на татко нема да му дава инекции. Мамо, па ти сигурно не сакаш татко да се мачи. Добро. Сепак, јас ќе ги оставам овде, во случај да добие ненадено награда. Да, јас знам како се даваат инекции. Никој на татко нема да му дава инекции, реков. Ме заврши курс за болничарки. Татко нема да сака ме да му става инекции. А да не мислиш дека татко повеќе ќе сака ти да му ставаш инекции, нели? Добро, јас значи ќе морам Докторе, се одите, а? Да, морам да. Иси! Горе главата, маленко.
Ќе се држи, ќе се држи. Нели мамо? Благодарам. Докторе, да. Много ви благодарам за се што направите за нас. Сакам да речам, много не задолжите. Уверете. Благодарам. Маргарет? Дојди овде, ќерко. Слушай, Душо, ти сега мораш да ми помогнеш на татко и мене да го извлечеме Викодова. На татко боли срцето, ќе му превуклява брик, не си дојде на себе и не ги се не работите во свој раце. Што да земе во свој раце? Мамо, ти претрпе тежок удар, мамо. Не, ние сите претрпевме тежок удар. Да биде баја. Да, татко нема никош да биде толку луд, Да го препушти имотот во неодговорни раце. Татко никогаш нема да го препушти имотот во неодговорни раце. Татко нема да умре, тоа на сите да ви е јасно. Ние сите исто толку се надеваме дека со татко Полин ќе биде се најде. Ние се молиме и веруваме дека ќе не услиши Господ, но има известни работи за кои мора да се проговори да се даде се решение. Те молам, мишичке донеси бяка топката. Ведеш. Мамо. Мамо. Тоа што пред малку го рече воопшто не е вистина. И ти многу добро знаеш. Јас секогаш го сакав татко на свој тивок начин и никогаш не правев представа од тоа. Да, знам дека и татко ме сакаше на ист таков тивок начин. Се разбира, мојот однос малку се разликуваше од односот на брик кон... Точно, ти си 8 години постар и секогаш си морал да носиш ту голема одговорност. А брик не дежал ништо потешко во животот од топка или од чаша виски. Те молам, душичке, замолчи еднаш, те молам, замолчи. Но да се управува со името 28.000 акри воопшто не е лесно, мамо. И тоа речи си сам. Ти никогаш не си морал да управуваш со имотот. Татко не е умрен, па сега ти да мораш да управуваш со имотот. Ти досега се грижеше само за некои ситни работи, а при тоа правеше кариера. Мамо, па не зборувајте така, па да бидеме праведни. Губер последниве 5 години се грижеше и со душата и со телото за одржување на овој имотот како што го правите на татко. Губер не се да зборува за тоа, тој тоа го прави затоа што така мора да се прави. А што правеше брик за тоа време, живееше на стара слава од спортот. На 27 години тој е се уште само играч на рагби. Брик не е само играч на рагби и вие тоа многу добро го знаете. Брик е спортски коментатор и тоа е еден од најпознатите во земјава. Ја зборувам за тоа што тој беше. А јас би сакала веќе еднаш да престанете да зборувате за мажот ми. Слушај, Маргарет! Јас имам право да зборувам за својот брат со останатите членови од мојата фамилија на која ти не припаѓаш. А зошто не излезеш и да испиеш една табу со него, а? Никогаш досега не сум видела ваква злоба спрема роден брат. Што ќе речеш за неговата злоба кон мене? Не може да помнеше да остане иста злоба со мене. Се тоа е балкана и подла игра. Клевете ни тоа заради вратната причина на светот. Лако ти! Дошта! И некој те почнам да врискам. Маргарет, дојди овде. Седи овде до мене.
Трогателна привързаност и любов. Знаеш защо тя няма деца? Zato što njeziniот sile, ljubov, atleta, od baš ne saka da legne s one krevet. Ете, zato nema деца. Значи, вие не сакате сето ова да го решиме на убав начин, нели? Добро? Мене воопшто не ми е грижа дали татко ме сакал или не. Дали ме сака или не, или дали воопшто негојаш ќе ме сака или нема да ме сака. Јас само апелирам на пристојност и праведност. Ќе ви ја кажам вистината. Не ми се допаѓаше пристрастноста на татко кон Мрико што оденот кога се роди. Како и начинот на тој што се однесуваше со мене. Кога бев роден само да се тлука на мене, прекој што и на тоа. Татко ми драг и јас барам често да се спогодиме. Но ако да ми работите за мој врв, имајте на ум дека јас не сум туку така адвокат и дека умеам да ги заштитам своите интереси. Најпосле, прочленот при Боли. Да, гледај напред легендарната звезда настапува. Кажам дека ова игра ќе морате да ја презенце на резервната купа, брате. Да, на резервната купа. Гора, 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 Јас морам да одам за Мемфис. За да ја прибегнем сум, да го изнесам проблемот што јас... Да, нешто се крено важно да би се одложувало. Да беше крив трезен. И може да дойдем често да се... Пријде овде. Ние сме овде. Ова е вид нацет план за старателство. Значи ти само да имаш се во своји раци да видиш нови милостиња, така? Го приготвихме со помош и по совет лично на председателот на Советот од Мемфис, господинот Билоус, човекот кој што ракороди со заостапштините на сите угледни фамилии во Западен Тенеси. Окей. Се разбира, ова не е дефинитивно во никој случај. Ова е само еден прелиминарен план кој да го остави за равно решение. А добар план го Да. Навистина добар план. Ова е план да се заштити најголемиот имот во Западен Тенеси од неодговорното однесување. А сега слушнете ме вие мене. Убере. Тргни го тоа отпред очи да не го искинам на парчета. Не знам што се содржи во тој твој план и воопшто не сакам да знам. А што се однесува до татко, морам да ви кажам дека јас се уште сум негова жена, а не негова вдовица. Негова жена, а не негова вдовица. Мамо, само Супер јасно кажа, ова е само нацет Да, план. само Не сакам да знам. Вратете го таму од каде што сте го извадили, не ми го гледате повеќе не го покажувате. Нацет! План! Да се ковам, било како вели татко кога нешто не му се допаѓа. Татко вели ветерна магла. Е така, така. Сега јасно. Ветерна магла! Никој ништо нема да преземе, додека татко не ги испушти работата од свој раце. Па дури ни тогаш! Ни тогаш!
Dojdi ovdje, sinko. Reče da izgledaš kako koga beše malečak. Koga si igraše po gravinate za kućata, a gladaše doma od kako te zarifne priteke vode. Cijeli ispuden su crveni obračenja sa lukom. Bože, koliko brzo minova vremena. Ništa ne minova pobrzo od vremena, samo što čovjek je spoznaje život i će go presretne smrt. Treba da se sakame, da se držime jedan do drug, što je poveke možno zajedno. Особено кога ова темна сенка не покане да се вопреče Брика, знаеш ли како ќе се оствари сонот на татко? Пред да умре, ако веќе мора да умре, да му подариш свој век. Внуче кој ќе личи на тебе како што ти личеше на него. To je negovijat son. A za koja predstavljena sola napravljena a ne slušati glasno razgovor kako da se savjetujete za nešto u vrste, što beše to savjetujanje? Nije ovdje ništa od toga. A kako bi se nije karti ljubav? Ništa važno. Eko izgleda to ništo je mnogo golemo ništo. Ние си да знаете прекрасната за големото нищо. Здраво, Брик. Добро вечер. Една млада брачна двойка воднала своето синче еднолюбовно поплътно на зоолошката градина, за да ги види Божите създания в кафезите. Било топло, проятно, попладно и старият Слон чувствува желба за нещо друго, освен тикириките, що му ги дава веднъж. В съседният кафес била една млада, разпасана слънце, що изпущала миризма на жейка, koja сака да биде оплодена. Дали ова кажано пристойно би? Не може наистина нищо да му се забележи. Слушате, приклали дека нищо не може да му се забележи. Случајот е таков да му тој стар слон остане уште малку сила и тој ја истрижил зурвата и добро ја намирисала леви слоницата. Почнал да попа со ногата и дојде со главата по решетките. И во моментот кога се исправил, на задните нозе неговиот профил доживеал јасна промена. Да, ова каже на пристойно брикали. Дори премного пристойно. Тоа синчето прашало, што е она? Таткото рекол, па слонот се гави, синко. А мајката рекла, не, тоа не е ништо. Ти не се насмеја на мојата приказна, Брик? Не, татко, не се насмеја. Што се случува со оваа стара жена како идеше името? Што се случува со тебе? Имаше вртоглавица, татко, заради притисок. Па чуjem се, стара, притисокот може да биде опасен. Брик, татко го обликал твојот подарок. Погледни, Брик. Тој носи домашната наметка од свила. Најубавата наметка, мајко. Затоа што е мојот најубав роден ден.
Не златен или сребрен, туку мојот најубав роден ден. Татко, јас се уште не сум ти го дала својот подарок. Но сега ќе ти го дадам. Сега е време да ти го дадам. Имам голема вест за сите вас овде. Каква вест, Меги? Вест за зачеток на живот. Доаѓање на дете што го создал Брика, кој што ќе го роди Меги мачката. Јас носам Бриково дете во утробата. И тоа е мојот подарок за татко на овој негов роден. Нема што, ова жена навистина носи живот во себе. Господи, сонот на татко се оствари. Вука! Го барам мојот адвокат и тоа утре рано изутрина. Каде ли шта сме? Сам го. Ќе одам да предам уште еден поглед врз прокретството пред да го испуштам од раце. Татко, можем ли јас да дојдам со тебе? Се разбира, Купер, само говори и ќе пробам. Сега не знаеме дека тоа е лага. Замолчи ме. Нема да замолчам. Таа се додаше да ми измислена. Ти рекол да ја затвориш устата, бе. Никога е затворам устата, таа не е трудна. А кој рече дека е трудна? Па таа рече дека е трудна. Како можеш да затвориш од човек што не се така легне со тебе човек? Освен ако не мислиш дека си светица! А тој за сето време пие така што те... Пие на самото за да не бидеме допир со тебе! Како можеш да затрудиш од таков човек, а? Објасни ми како! Мила моја снао. Каде па ти знаеш дека јас не стојам со Меги? Бабри, па ние сме во соседната соба, да знаеш че ти не е толку дебел. Ние секоја вечер слушаме молење, одбивање и затоа немој да се залажуваш дека ќе спомиња овој циклер. Па не се сите луѓе бучни во љубовта, некој тоа го прават. Разговорот е сосема безсмислен. Каде ти знаеш дека јас и Меги не сме баш од колективки љубовници, не. Брик, не можам да поверувам дека ти ќе се спуштиш на нејзиното ниво. Ако е твоето ниво, не. Кажи ми, кој е твоето ниво да би можел да се качам или да се спуштам на него? Слушна што рече татко. Оваа жена носи живот во себе. Лага. Не, а вистината е незадржлива, верувај ми, незадржлива. Јајде веќе еднаш представете да се однесувате како да е Брик Полик мртно, закопан, не бегли. Ајде, вратете се. Вратете се кај својата дупка во зидот. Јас ги солим. Не така жив како Меги, но сепак жив. Сепак жив. Ајде бе. Остави ги овие птички во нивното љубовно гнездо. Во ширино гнезда. Лашковци! Еду во твојата соба, ме. А ние ќе чекаме и ќе видиме. Времето ќе покаже. Да, брати мои, ќе чекаме и ќе видиме. И ќе видиме!
благодарам што молчеше. Брик, јас на вистина го излагав татко. Но ние можеме оваа лага да ја претвориме во вистина. Ноќва, Брик, во оваа куќа што смртта решила да ја посети. Јас решив да го направам тоа. Мачката ќе остане до крај на овој жештен лимен попив. Што велиш за ова?